Вторник, 24 септември, кратки вести во 12 часот. Наскоро на аеродромот во Анталија ќе бидат поставени информативни табли за Скопскиот и Охридскиот аеродром со цел да се привлечат патници и туристи. Од Анталија во моментов има 4 чартер летови за Скопскиот аеродром неделно, а целта е тој број да се зголеми. Последниве неколку години најголем број од туристите што ја посетуваат нашата земја се токму од Турција. Според првиот човек на ТАФ Македонија, Неџат Курт, најавениот нов модел на субвенционирање на авиолетови ќе има огромен ефект за зголемување на бројот на авиокомпании, но и на дестинации од македонските аеродроми. Охридското езеро со видно намален водостој според денешните мерења на Управата за хидрометеоролошки работи. Водата е на кота од 693,22 метри надморска височина, што е за 12 сантиметри под просекот за септември, 5 над природната кота, односно 12 сантиметри над дозволениот минимум. Од почетокот на месецов езерското ниво е намалено за 7 сантиметри, со што во приобалниот дел се поголеми се сувите делови. 5 боксери од клубот Алекс Огненовски од Охрид ќе учествуваат на Open Balkan Cup, што на 12 октомври ќе се одржи во Лозница, Србија. Боите на градот и клубот ќе ги бранат Наум Стојановски, Христијан Стојановски, Михаел Аврамовски, Петар Трајчевски и Лука Гроздановски. Покрај ова, боксерот Наум Стојановски ќе настапи и на светското младинско првенство, што од 20 октомври до 4 ноември ќе се одржи во Будва. Времето денес променливо облачно и релативно топло, дува умерен јужен ветер. Максималната температура во Охрид до 20 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.